Растргнати меѓу детската клиника и Козле, пациентите со цистична фиброза во Македонија умираат млади. Иако луѓе со ваква диагноза во светот доживуваат длабока старост. Зошто не ги предавате досијата во Козле? Пациентите не дозволуваат. Сите пациенти што дадоа писмено барање да им се префрли досијата, тоа се лични документи со Законот за заштита на лични податоци. Треба да имате дозвола од пациентот за да ги предадете. Другите пациенти што не сакаат да се префрлат таму, не дозволуваат нивното досие да се префрли таму. Многу малку од пациентите продолжуваат да се обидуваат да ги земат, затоа што се навистина уплашени. Кружат муабети дека болните со цистична фиброза повторно ќе бидат вратени на лекување кај тимот од детската клиника и знаете сега тоа е една ситуација, вие барате да си одите од таму, а потоа единствено место каде што ќе може да го лекувате вашето дете е да се вратите на истото место. Превирањата со досијата на пациентите се само еден од проблемите со кои се соочуваат овие луѓе во Македонија. Цистичната фиброза е ретка болест. Луѓето што ја имаат се со солена кожа, едва ја одржуваат телесната тежина, иако се хранат квалитетно. Имаат чести инфекции на белите дробови, кашлаат и остануваат без див. Болеста е наследна и доаѓа со генетска мутација, а во текот на животот постои опасност да се накалемат разни инфекции кои ги напаѓаат органите. Поради тоа што бев касно диагностициран, самата болест имаше манифестации врз моите внатрешни органи, органите за варење, белите дробови и целите тие системи што ги зафаќаат цистичната фиброза. Несватливо е тоа што немаме пристап до некои си основни антибиотски формули, кои што би овозможиле да самите инфекции се уништат и да имаме по-добра функција на нашите бели дробови. 30-годишниот Никола од Прилеп работи како информатичар во Скопје. Животот во главниот град му го олеснил патот до терапијата, која ја нема во аптека и мора лично да ја подига од болница. Ова се ензими, се земаат за мене 7 до 8 капсули со оброк. Исто се земаат и суплементи, мултивитамини, додатоци за црн дроб, зависи од тоа дали имаш инфекција, земаш и антибиотик. За него, како и за најголем дел од другите болни, недостижни се трансплантациите во странство, кои чина стотици илјади евра. Во Македонија има 2 локации за лекување од цистична фиброза. Едната е оделот во детската клиника, кој 2 децении е под палка на доктор Стојка Фуштик. Другиот е центарот во Козле, отворен минатата година по голем притисок на пациентите. Со порастот на бројот на пациенти, просторните можности во детската клиника беа и стана апсолутно несоодветни за лекување на болните со цистична фиброза. Нашите деца во одделот за ЦЕФ при детската клиника беа хоспитализирани по 2 во една соба, што е апсолутно недозволиво за болни со вакво заболување. Оттаму се покрена иницијатива која што долго време траеше, таа борба беше многу долга, да се отвори центар за цистична фиброза со соодветни просторни можности согласно европските регулативи. Тој центар се отвори во Козле. Центарот се отвора во политички бурен период, па пациентите се жалат дека по промената на власта состојбата со третманите и хигиенските услови се влошува. Бојчин, која е мајка на тинејџерка со овакво заболување, вели дека овие случувања повторно ги вратиле речиси на почеток. Од септември наваму во извесен период беше прво разрешен директорот на Центарот за цистична фиброза, со што тој центар, да речам автоматски, беше деградиран од ниво на центар на ниво на оддел за цистична фиброза. Го прашавме новиот директор Ангелчо Андоновски, дали центарот во Козле се деградира во оддел и каде треба да се лекуваат пациентите со ваква болест. Тука не постои дилема. Значи, ресорното министерство донесе една, како да кажам, корисна одлука да пациентите кои што сепак на некој начин бараат помош, бидат згрижувани овдека, доколку станува збор за голема проблематика.
80% од патологијата за проблемот со цистична фиброза е врзан со белодробието. Доколку станува збор за помала симптоматологија или некој проблем кој што самиот пациент е врзан со одреден лекар, да се појави кај тој лекар. За мене тоа се уште е нерешлив проблем у моментов. Но центарот во Козле не ги исполнува очекувањата на докторката Фуштик. Таа не ги дава досијата на пациентите и дел од нив остануваат да се лекуваат кај неа на детска клиника, иако Козле ја нарачува терапијата за сите. Тоа е мултисистемска болест и треба да се води во мултидисциплинарна установа. Одлуката да се стави центар во една изолирана установа за деца, а носите возрастни луѓе таму со 30-40 години, сметам дека не беше соодветна. И да се развива тој таму одел за цистична фиброза, треба да биде под наша надлежност. Но ни одделот на детската клиника не е комплетен, ниту има капацитет да ги обслужи сите пациенти, а дел воопшто и не сакаат да се лекуваат таму. Од другата страна, во Козле ги загрижува влошувањето на хигиенските услови во последните месеци. 360 степени дојде до известување со кое вработени го предупредуваат раководството дека иста хигиеничарка работи во повеќе оддели на болницата и дека постои ризик од пренесување инфекции. Промените во Козле ги почувствували и пациентите. Последно лежав пред еден месец, нецел месец. За разлика од предходниот престој, се чувствува таа разлика во тоа што имаше недостаток на антибиотска терапија, која што е минимум, најчесто имаме комбинација од 3 антибиотици, но последниот пат беа само 2. И самиот тој еден антибиотик што недостатува, покажува на функцијата на белите зробови да не се зголеми доволно колку што било претходно. Исто така имавме и се чувствува некои си организацијски промени кои што тимот за ЦФ претходно ги изгради, направи некој си протокол за заштита на самите пациенти, кои треба да се почитува ностоп, за не дојде до инфекции, меѓусебни вкрстени инфекции. Меѓутоа, во последниот период се чувствува дека заради тие промени не се почитуваат тие правила. Зошто пациентите имаат впечаток дека се запушта новиот центар за цистична фиброза во Козле? Директорот негира дека се влошиле хигиенските услови. Хигиената е на највисоко ниво. Пациентите до сега што побарале третман и помош биле згрижени со максимални заложби и на лекарите, сите лекари, и на тимот кој што работи таму. Но освен просторни хигиенски недостатоци, за луѓето со цистична фиброза нема ниту редовна терапија. Мора да прифатиш некои работи што не ти се сватливи, реално сватливи, прифатливи во нашата држава, како што се проблемите со недостаток на терапија, која што ни е од исклучителна важност за сите пациенти, посебно за оние кои што самата болест предизвикува хронични инфекции. Терапијата е овозможена од страна на Министерството за здравство, тоест од глобалниот фонд. Ние тие лекови ги очекуваме од добавувачите. Не е нарачател болницата Козле, тоест детската болница Козле, не е нарачател самиот центар. Ќе апелирам само да биде тоа професионално до самите, како да кажем, одговорни и раководни лица во веледрогериите, да кога ќе ја добијат нарачката од наша страна, мислам, од страна на самиот фонд глобален и од Министерство за здравство, да биде испорачено сето тоа на време. До сега сме се доведувале неколку пати во случај, но тоа е каснење поради нивните обврски, нивните проблеми кои што јас секако не сакам ниту да ги дискутирам. Во услови кога и пациентите и докторите сведочат за проблеми со достапноста на терапијата, ја прашавме доктор Фуштич дали има вистина дека лекови се делат на пациенти и од Косово и од Албанија. Тие пациенти, ние не им ја даваме нашата терапија специфична. Тие се на венска терапија која си ја плаќаат. Сите венски антибиотици кои ги добиваат, во основа не се воопшто скапи терапија. И они го плаќаат престојот. Ние сме здравствени работници и не може да одбиеш пациент кој поберал помош, дали од Албанија, дали од Косово. Фуштик не остапува ставот дека Козле не е соодветно решение за овие пациенти. Предлага или реконструкција на нејзиниот оддел на детската клиника кој би бил наменет само за деца,
а за возрастните да се бара друга опција. Или, ако се гради нов клинички центар, таму да се обезбеди оддел, но никако во Козле. Ние сме јавни здравствени установи. Не сме приватни па да си конкурираме. Значи, Министерството мора да го одреди нивото на компетенција. И ние да соработуваме, значи да сме комплементарни, а не меѓу себе да конкурираме. При веќе изграден центар во Козле, директорот Андоновски не гледа поента од нови вложувања. Тој смета дека центарот во Козле треба да се надогради за да се овозможи простор и за децата и за возрастните. Да ни дадат дозвола, да ја направиме потребната доекипизација и најбитното нешто на што апелирам е соработката на лекарите кои што работат целата проблематика. Да седнеме и ние малку меѓусебно да се договориме колку луѓе, кои луѓе, какви пациенти, што ќе се користи во лекувањето, да имат слух надлежните органи и да го прошират тој буџет. Мислам дека дури треба да се направи и посебен буџет за болните пациенти од цистична фиброза. И додека сите предлагаат решенија, минатата недела згаснаа животите на 20-годишна девојка од Гостиварско и 12-годишно дете од Тетовско. Уште тројца се во тешка состојба. Новите смртни случаи ги кренаа на нозе пациентите и здруженијата, но апелите за помош завршуваат во Министерството за здравство, кој и натаму е без министер. Кога Министерството за здравство планира да пресече и целата документација и неопходните услови да ги обедини на едно место? Дали некого го загрижува тоа што во Македонија има само еден повозрасен пациент со цистична фиброза, во време кога во светот тие доживуваат лабока старост со најсовремена терапија? На сите овие прашања, иако побаравме одговори, не добивме од Министерството, а на нашата покана за интервју не се озвани ниту заменик министерот Гоце Чакаровски. Овој лавирин станува се понеподнослив кога го гледате со прогресивна болест и чувство дека за некои работи во државата потребна е надчовечка упорност за да ги промените. Сакам да има напредок на самиот третман на таа болест и на тим и на за пациентот да се чувствува дека стварно ќе има и за пациентите со ваква состојба.